Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа. Кога ќе речеме Art of Living, веднаш помислуваме на Теодора Костовска. Кога ќе речеме Теодора Костовска, веднаш помислуваме на Art of Living. Токму Теодора Костовска е наша гостинка на програмата на ТВ каналот ВИС. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Не ве прашувам како се чувствувате во нашето студио, бидејќи не ви е прв пат и се надам дека сте навикнати на атмосферава. Така е? Да, не е прв пат, но секогаш е како прв пат, затоа што возбудата, убавата есто сум го кажала, не сакам никако да ме доживуваат како кокетарија некоја ефтина, меѓутоа навистина убаво се чувствувам во Струмица. Така. Се надевам дека и понатаму ќе биде така, кога ќе доаѓате во Струмица, а планирате да доаѓате што почесто, затоа ќе позборуваме малку подоцна во емисијава. Јас како ваш домаќин секогаш се чувствувам помалку, како да кажам, хендикепиран заради тоа што времето предвидено за разговори со Теодора Костовска секогаш се недоволно време за еден убав разговор, бидејќи Теодор има навистина што да ни каже секогаш, и тоа може да трае и со минути, часови, па и денови, и пак нема да бидеме доречени, така ли е? Па, ајде да кажеме, ако тоа го доживееме како уметност, таа никогаш не е докрај завршена. Тоа е убавиот аспект, тоа е она што, сега морам да признам дека прија. Но од друга страна, ако го имаме предвид прагматизмот, односно прагматичниот пристап на нештата, кој и аспект на будност, велиме дека нештата мора да имаат финален крај. Значи мора да почнат, имаат свое течение и да завршат. Не само детерминистички, туку буквално да има финален крај, што се вика некаква цел. Нашиот разговор треба да има некаква цел. Ако сме јасни да ги информираме граѓаните за моето присуство, за активностите што овде правиме, и тогаш треба да биде многу кратко, многу јасно, многу прецизно, многу концизно, и ќе се потрудиме туку тоа ќе го направиме во овие 15 на 20 половина час муавет. Да кажеме што имаме да кажеме, сигурно дека разговорот нема да биде тука, нема да биде ставена точката, ќе остануваат нови теми. Ама па затоа ќе се договориме на крајот од разговорот, а и скоро па да се видиме, така ли? Така, секогаш ќе има нови, затоа што ајде да почнеме некако, барем по моје, животот се фази. Животот се фази, животот се оделение, животот се нивоа, животот се степени, дури и од аспект на свесност ние велиме ново ниво на свесност или нов аспект од кој ги наблюдуваме нештата, ги анализираме нештата, ги обсервираме нештата, за да имаме повторно некаква јасна, прецизна, јасно дефинирана цел, што е она што во животот треба да направиме. Што правиме во прво оделение или што правиме во градинка, што правиме во прво оделение, за да се надградува. Матурацијата на личноста не е некое образование формално завршено, 4, 5, 10, 20 години и тука сега се знаеме. Не, процесот на учење до животот. Така е. Да согласувам и секој разговор треба да почне од почеток. Од каде би почнале сега, ми доаѓа на ум дека пред 2 недели наш гостин на програмата на ТВ каналот ВИС е мојот драг пријател и ваш пријател, познатиот и признат невропсихијатар и епилептолог доктор Методи Чепреганов. Разговаравме на тема агресија, тоа е насловот на последната книга која ја промовиравме на програмата на ТВ каналот ВИС, во кој Чепреганов е само коавтор, а вториот дел од авторскиот тим е токму Теодора Костовска. Направивме многу убав разговор со господинот Чепреганов, емисијата предизвика да вистина голем интерес, но убаво е да се види таа втора страна, ако постојат така две страни. Од јас
Во едно од претходните наши разговори дознав од вас дека вие и не така секогаш се разбирате, сте на исто бранова должина кога работите нешто заеднички и тоа е добро. Така ли е? Да, за големо изненадување, ние скоро никогаш да не се согласуваме во нештото, односно тоа е онасе кога ќе кажам, тоа се конструктивни, дури не би ги нарекла антагонизми, туку се различни пристапи. Пристапи или различни пристапи. Прави ли тоа генерацијската разлика? Генерацијски не прави научна. Значи, неговиот пристап е неурофизиолошки, значи тој го работи мозокот. Јас ги работам емоциите. Нашата, да кажеме, антагонизирање е на тема, тој вели мозокот е, јас велам стомакот, мозокот е ова. Да, тоа е така, но стомакот е вториот мозок. Кога ќе кажеме вториот, не прв па втор, значи по тие се еднакво важни, како едната и другата хемисфера, кога зборуваме во мозокот како орган, како едната и другата рака. Значи, дали ви е поважна левата или десната рака, дали ви е поважна левата или десната нога, во одење рамномерно, право. Значи, во еден правец, рамномерно, хармонизирано, интегрирано. Да, интегрирано. Тоа е, кога ние велиме интегрирана личност, целовита личност. Холистичкиот мој пристап е тело, ум, дух. Значи, тука имаме интелект, тука имаме меморија, тука имаме его, тука имаме она што сме научиле, она што сме понеле, она што сме донеле. Има многу. Човекот е многу комплексно битие. Така да, во мозокот се случуваат, тој процесуира, тој е итекако важен орган, но никако не можеме да кажеме единствен по важност во однос на срцето, единствен по важност во однос на белите дробови и срцето кои работат како еден орган. Што правиме ако стомакот, ако дигестивниот тракт не функционира како треба? Затоа што токсините практично кои доаѓаат и ја загрозуваат работата на мозокот, во голема мера доаѓаат од стомакот. А не ли е мозокот тој што диригира со сите други органи? Да. Лаичко прашање. Да, знаете како, тоа е сега кога ќе почнеме да спориме дали е јајцето или кокошката. Така. Значи, нашата заедничка работа, и верувам дека емисијата пробудила интерес, затоа што тој е навистина многу интересен соговорник. И актуелно многу. Темата е актуелна, затоа ја пишувавме. Значи, моќте на агресија, моќте на деструктивниот нагон. Со тоа што јас морам да потенцирам дека кога зборуваме за агресија, не секогаш треба да имаме како нагон. Не секогаш треба да имаме само негативни аспекти кон неа. Значи, во одредени ситуации, во одредени рамки, умерена, кога е таа умерена, та е нужна, та е потребна, за да може да заштити. Инаку би била тотално исто така дезинтегрирани, што е она што плаши ние кога ќе кажеме да, во мозокот се регистрира. Да, мозокот е склопка која ќе вклучи и исклучи свесност. Значи, ние кога спиеме емоционално, односно емотивната наша конституција и текако е активна. Ние и текако ги чувствуваме тие нешта. Не се предизвикани од дразби од надвар. Значи, не се надразба на нашите 5 сетила, но се надразби на нашите емоционални состојби потиснати. Заборавање, само да не останеме тука недоречени, заборавање е природен процес. По тоа нема системот внатрешен во човекот, нема страдање. Потиснување е патолошки процес. Значи, оно што ние не можеме да го решиме денес, вчера, утре, она за што ни прави голем притисок. Нашата заедничка соработка почна на тема стрес, која е многу актуелна, која е многу застрашувачка по однос на оно што ни го дава статистиката, во какви размери тој сам за себе, нели, стрес како тригер фактор, но кога ќе кажеме дека тоа носи депресија, не ме боли глава, нешто лошо се чувствам, тоа се уште не е депресија.
Депресија е исто така многу манипулиран термин. Депресија е сериозно патолошко заболување. Она да јас сум тажна, она да јас сум лута, она да на тоа имам право. И тоа треба. Не само треба да знаеме како се тие емоции. Како да не им дозволиме тие емоции да не обземат целосно. Значи да не поклопат. Тогаш кога тоа во интензитет е многу голема. Знаете, кога доживувате некаква емоционална болка, таа е посилна од физичка, било која физичка болка. И тогаш мозокот исклучува, јас велам сега дескриптивно, да кажеме, како склопка ќе исклучи и ќе отиде во нез, паѓа во безсознание, заспива, ќе се уплаши, па ќе се... Значи, имам своји одбрамбени механизми. Но информацијата дојде до мозокот. Каде доаѓа? Ние за да имаме светло овде во сијалицата, притискаме тамо некое копче, не? Така. Значи, имаме електрицитет, односно на електрична мрежа постои. Не ја гледаме. Ево, најобичен пример. Треба да притиснеме на еден прекинувач и ќе светне, и ќе се осветли просторијата. Каде се тие скриени наши прекинувачи кои ги имаме насекаде околу, не? Прашањето е сега. Тоа. Не, тоа се темите на кои јас и тој работиме. Да. И интересна тема, интересна книга, јас имав можност да ја прочитам и навистина заслужувате честитки за оваа книга. И знам дека голем број од граѓаните поставува прашања, среќавајќи ме на улица, честитајќи ми на убавата емисија, сакаат таа книга да прочитаат и веројатно се наоѓаат во темите за кои се зборува внатре. Тоа не е ваша прва книга, досега работите на... Тоа е четврта. Четврта заедничка. Првата е Стресот и ние. Добро. Втората е Стрес, инсомнија, анксиозност, депресија, која некако дојде како логичен след на нешто што е недоречено, недопишано, Третата од љубов до агресија. Од агресија до љубов. Од агресија до љубов. За мене и најдрагата, затоа што навистина е напишана така како прирачник, како секој да може во една одредена ситуација. Знаете како, кога имате проблем кој е емоционален и кој гори, тоа е буквално оган, кога имате состојба што ви ја гори душата. Така. И четвртата е агресија или моќта на деструктивниот нагон, но јас ќе се вратам повторно на ова што се вика од агресија до љубов, затоа што треба да служи да можете да отворите ако нешто гори внатре и ако се јавите да имате термин кај психијатар, кај психолог, кај било што, и тој ќе ви каже после една недела слободен термин. Што правиме во таа недела? Ако гори, тогаш е многу едноставно. Ке се отвори нешто, ке се пронајде секој во некој свој сегмент. Напишано е така да може прво да биде способен да поразговара со себе сам. Така. Да го воспостави. Ние се однесуваме сега, односно стресот е само тоа што ќе ни направи да немаме контакт со себе. Да не знаеме кој зборува, да не знаеме кој мисли, да не знаеме кој чувствува, да не можеме да го лоцираме тоа, а се уште се чувствуваме налагодно. Многу е тешко, јас сега пишувам за срам. За тоа малку подоцна. Кога зборувате за разговор самиот со себе, што правиме доколку не се разбереме самите со себе? Тогаш имаме проблем. Тоа е конфликтот. Така, тоа е. Конфликтот нема надвор, конфликтот е внатре. Немоките да се разберам себе си прави голем проблем. Тоа ли е вовед во депресија, вовед во анксиозност? Тоа е вовед во анксиозност. Бидејќи тие две работи тоа за мене се како две сестри. Така е, рака под рака, рака под рака. Тоа, знаете како, врзани садови се. И кога сме тажни, не можеме да бидеме тажни бесконачно. Тоа поминува во некоја друга, тоа се тие фази. Поминува во некоја друга фаза. Добро. Станувате агресивен или се повлекувате сосема. Значи една или друга насока, или трета насока, или пета насока. Значи се уште, но која е целта? Да се обезбеди хармонија, да се обезбеди она што треба да се разбере. Ние имаме потреба да не разбере некој друг.
Како ќе не разбере некој друг, ако ние самите не сме се разбрали? Така. Она што ме интересира, кога зборуваме за агресија или за моќта на деструктивниот нагон, каде треба да ја лоцираме есенцијата на таа агресија и се поставува прашањето зошто денес сме поагресивни од вчера и завчера? Затоа што... Времето ли е фактор? Не. Ние го правиме времето или Никако. времето направи нас? Никако. Времето е Или 20... тоа е и кокошката и јајцето, не? Ајде вака, тоа барем може. Јас кога ќе го погледнам часовникот, Да. тој го доживувам некако некој инструмент што ми покажува колку време поминало, туку како инструмент кој ми покажува колку мојот живот протекува. Така. Значи, фактот дека ние овде сме во некоја, хајде да кажеме, транзиторна. Се раѓаме, со мигот кога се раѓаме почнува смртта. Ние трошиме од животот. Секому онолку колку што му е дадено. Не сакам да плашам, но ние мораме да ги отвориме тие дискусии. Значи, не треба да ги држиме како табу тема. Не имаме сериозни нус последици затоа што сексуалноста ја држиме како се уште како табу тема, дури и во научните кругови. Да, почнуваме да работиме на тоа, затоа што сексуалниот нагон е многу близу до агресивниот, односно до оној нагон што се вика танатосиерос, живот и смрт. Така, таа е таа вечна. Таа е таа вечна борба. Или едно или друго. Но тие се едно, значи додека едното спие, другото е будно и обратно. Целта е да не се плашиме од тоа. Целта, кога ќе можеме и кога така ќе се поставиме кон животот, тогаш кој е одговорен за мојот страв? Не е важно од каде е донесен, како е дојден. Така, кој е одговорен од моментот кога јас ќе се напијам вода, која додека е во чашата, е надвор од моето тело, во чаша, во шише, во сад, во било што. Но кога ќе ја испијам водата, та е дел од мојот систем, та е дел од мене. Нема веќе разлика, не? Така. Помеѓу водата и мене, затоа што тоа е мое. Моја е обврската. Како кон неа? Моја е обврската да проверам дали е чиста. Моја е обврската да проверам дали во неа има нешто. Така, не како страв, туку како нешто што се вика дисциплина. Ја имаме? Не баш можеме да се... Тоа е проблем. Тоа прави проблем. Ние имаме, како беше, кукаме кога е сушно, кога нема работа, кога ќе падне, да? Кукаме и кога не е сушно и кога е, затоа што тоа пак е не иницира да треба да работиме. А сме изгубиле. Просто сме изгубиле некој континуитет, динамиката, дисциплината. Нужна е дисциплина. Нужна е дисциплина. Сите добри резултати во се, во спорт, во уметност, во литература, во се е дисциплина, дисциплинирано работење. Ние гледаме виртуозни, да, кога ќе излеземе и ќе отслушаме парче некоја музика, виртуозно отсвирена, 15 на минути, но многу часови работа стои зад тоа, не? Макотрпна работа, крвава работа, ако сакате. Имаме автори во книжевноста што се потпишуваат со крв. Замислете го тоа. Замислете го тој внатрешен набој. Достоевски кој вели јас пелтечам кога пишувам. Замислете го тоа. Пелтечам кога пишувам. Јас не одам на бабара од мене да направам психопрофил за Коста Рацин, каде што така, еден сериозен визионер, еден сериозен за кој имаме многу малку податоци. Не можам искрено и честно да кажам, извинете, ова е пресериозно. За да ние направиме и покрај тоа што некој, не било кој, авторитет, за мене веќе тоа не е авторитет, ќе ви каже, добра бе, напиши, онака нема многу луѓе да го читаат. Колку боли тоа. Бинго! Така. Кој е виновен? Така. Значи, ние мораме да престанеме да бараме вина во другите.
Особено тоа Да се... престанеме да плукаме. Така. Плукањето, барањето вина во друг, знаењето се и се што, мешањето во туги животи, во последно време стана дел од нашата реалност. Не дека не било тоа присутно во нашите животи, меѓутоа сме го детектирале во интерперсоналните односи кои ги имаме. Меѓутоа со појавата на Facebook, Twitter, не знам, Instagram и така натаму, се изначитавме на илјадници нешта кои го потврдуваат тоа, дека сме лоши, дека сме агресивни, дека сме деструктивни, дека знаеме се и се што, дека се мешаме, дека јас повеќе знам за Теодора отколку таа самата што знае за себе. Објаснување. Шегите да прашам некој друг како сум и што треба да направам и така. Тоа е додека е шега, е многу интересно, но е многу кратко. Сите тие каде што ние немаме директна комуникација, ни дават можност да имаме профили. Да ставам сликичка на која не сум јас. Нема одговорност. И ние тука имаме се и се што. И многу кратко ќе дојдам, значи затоа што нели немаме многу време, долго, а ова е навистина тема што бара сама по себе бара и време и третирање, а тоа се изгуби срамот. Дојдовме до темата што пред малку ја начна. Се изгуби срамот. Така. Значи ние повеќе немаме, тоа е страшно и опасно. Ние имаме млада популација и не само млада, која оди слободно, јас го кажувам, ова без никаков проблем, искината. Затоа што е модерно. Извинете, не може да... Затоа што некој им кажал дека е модерно. Затоа што е модерно. Така. Не, тие група, еве го тоа, значи тоа повлекува корен на корисно наспрам добро. Утилатаристички еден морален аспект, кој е наметнат овде. Од комерцијални поводи. Така е, корисно е. Ние не прашуваме дали е добро. Овде, овие наши подрачја имаат деонтолошки морален аспект. Тој треба да биде добар. Добар за мене, добар за моето семејство, добар за моето општество. Правите добро, џабе седи, џабе работи, џабе не седи. Кога вие сега тоа ќе му го кажете некому, што ќе ви рече? Во кое време живееш? Да. Кога мене ќе ме прашаат во кое време живеам, затоа што кога говорам вака и ми изгледам многу романтично, и ми изгледам како да сум од некоја друга планета. Не, јас живеам овде. Газам на две нозе, на оваа наша земја, и јас сакам, сум горда на својот патриотски однос, тоа значи љубов кон мојата земја, не националистички, не се синоними, тука ни се избркани лончињата. Го сметам тоа за доблест, затоа што така и сум воспитана, така го воспитувам мојот пород. И, велам, овде доаѓаат родители кои имаат адолесценти кои се на опасни дроги. Зошто не зборуваме за тоа? Так. За да ви кажам во кое време да живеам. Да. Доаѓаме до луѓе кои имаат многу пари, кои ги мразат, дома не можат да отидат, зашто нема дом. Куќата не е дом. Така е. Значи, ако вака тргнеме, многу едноставно, многу лесно и многу јасно ќе ни се укаже што е она што ние го немаме на сопствена штета. Затоа што таквите состојби даваат психосоматски лоши резултати. Тоа е тоа. Немаме срам. Немаме срам. Како да го Тоа е вратиме сериозна работа. Да се Како бавиме со како да почнеме да себе. црвенееме во лицето од срам. Така, како да ја почувствуваме возбудата. Така. Како да чекаме. Затоа што ти си ме спасила, која умееше да чекаш трпеливо, долго. Изгубен контакт со себе не е смешна работа, затоа што сме го изгубиле преку себе контактот со некој што е над нас. Апсолутно. Многу помоќен, единствено моќен.
Токму така. Затоа велам, кога ќе разврземе, зошто сме агресивни, зошто сме го изгубиле контактот со себе. Немоќта да го воспоставиме контактот со себе, почнуваме да гриземе од себе, од своето постоење. Луѓето многу во, сега повторно велам, умерено. Не премногу фалење, не премногу кудење. Јас сум многу реална во однос на Европа. И многу, сега и почесто, се согласувам со Достоевски искуствено, бидејќи често боравам тамо, над Европа треба плакати. Баш од тој аспект, на корисно. Така. Наметнато корисно. Наметната една динамика, наметнато едно темпо, наметната пресија за да бидете штрафче во еден систем, каде што помалку ќе размислувате, толку помалку тие ќе имаат главоболка, оние кои ги гласаме. Така. Колку помалку ние, ама тоа било од секогаш. Немала популацијата леб, па нека јаде колачи. Во што е проблемот? Тоа не го кажавме ние од ова време. Така. Тоа е од секогаш. Значи, тоа е од секогаш. Ако ме прашавте за време, тоа е тоа, 24 сата измерени во денонокие. Никој, откако постои таквото мерење на време, тоа кое протекува, нели? Да. Никој не направил ни повеќе ни помалку. Успехот е како јас кон тоа време ќе се организира. Условно кон тие 24 часа. Кои се приоритетите што јас ги имам? Со што ќе ги исполнам? Ако вие сега будно погледнете колку време поминува, простете нема македонски, цури, таа на кога, знаете, неконтролирано, незабележително, полека, ама се исцедува. Цеди време, поминато на брзи прсти. Кажете ми колку е тоа добро за очите, колку е добро за главата, колку е добро кога За очите се вратот, фокусирани, така, за вратот, значи ние страдаме. Така е. Колку е тој прекид, колку е тоа нешто што е многу лесно или е многу тешко. Колку е, зборуваме сега, нели, искинати, направи, утре ќе стане модерно да шетаме голи. Ете, некој ќе дојде и ќе каже, еве, криза е, нели, немаме и најдобро е и најлагодно е да ќе се вратиме во ситуација кога кај Адам и Ева, ама треба да има, да, голи, ама во рајска градина. Така е. Дали сме направиле окружување? Дали сме стасале до таму? Дали можеме да се носиме со тоа? Така. Тие се искинати. Но промискуитетот и коефициентот на промискуитет го мерили некој некаде сега во ова време. Зошто ќе ми одговорите? Затоа што ќе треба да без мерки. Така е. Нема мерки. Не, ќе понесе, ќе наметне лична одговорност. Така. А ние преку овие профили, супер, тие не бараат никаква одговорност. Никаква. Сум напишала, ај докажете дека сум јас? Сум рекла, ама тоа на телефон или ова, погрешно си слушнал. Не кажав јас така. Јас имам на работилници кога тоа искуствено го покажувам. Значи, од првиот, еден збор кој оди шепнат на увода на својот сосед, па тој она што слушнал. Знаете која е разлика? Никогаш, скоро никогаш не се случило да првиот збор така во континуитет заврши кај последниот. Еден обичен 4-5 букви збор шепнат на уво, затоа што ние тоа го боиме, слушаме што можеме, што ни е во главата во моментот, чувствата. Така е. Она што е подсвесно. Мојата мајка кога се бореше со пушењето и не може да го совлада тоа, некој посилен од неа, внатре во неа ја тераше да пуши. Не знаш ти, сине, тоа е јаче од мене. Кој е тој посилен од тебе, а во тебе? Така. Тоа е посилно од мене. На улица слушаме денеска, зошто не можеш да го направиш ова? Па не можам затоа што е посилно од мене. Што е тоа посилно од тебе?
како може спријатели се со тој посилен. Јас на едно предавање изговорив една реченица која ја чувствувам, која ја мислам, но дотогаш ја немав гласно, просто излета. А тоа е, на љубов се враќам или доаѓам до неа. Ако на душата, тоа и е потребно на душата. Не дадеме можност да процвета во нејзината права природа, тој љубов. Таа го напаѓа телото. Така. Значи, таа го напаѓа. Ако не си дадам право да слушам музика, да бидам весела, да оттанцувам сама за себе, кога ќе го почувствувам тоа, да ги кренам рацете и да кажам да, денес ќе биде добро. Ама не така за да се лажам себе си, туку оној внатре, живот во мене, што го имаат децата. Така. Живот, не можете да ги сопрете, нели, затоа што тече живот низ нив. Еве зошто јас сум ние сме хендикепиран и реков Со на времето. почетокот од емисијата дека секогаш кога разговарам со Теодора Костовска се чувствам хендикепиран. И кога ќе Така се дојдеме на чувствам и сега најинтересното. кога гледам во мојот часовник, Протекол ми вели, живот или време? привршувај. И жал ми е што е тоа така. Но, да одиме понатаму и да привршуваме. Едно пиленце ми кажа дека Теодора Костовска почесто ќе гледаме во иднина во Струмица. Зошто е тоа така? Така. Па за се ова за што разговаравме. Значи, јас работам на програми кои практично се многу лесни, практично изводливи, но искуствено. Значи, ние каде што имаме интерактивни, се работи во група, се интерактивни процеси, се што она ќе, значи со цел да го возобновиме контактот со себе. Со цел да поставиме едно многу вредно прашање, кој сум јас? И да бидеме во можност. Знаете, многу е, окей, ќе прашам кој сум јас, ама ако јас не сум подготвена да слушнам која сум јас, тогаш е прашање реторичко поставено, нема да даде никаков резултат. Не зборуваме за такви аспекти. Зборуваме за аспекти кои ќе не донесат до сопствениот извор, ќе на правилен, на здрав, на интегриран начин, значи со ништо користејќи го сопствениот здив, тоа се работилници, тоа се лесно изводливи и јас повеќе бидејќи има потреба, а сум од оние кои сметаат дека не треба се да се случува во главниот град, реков е многу поедноставно наместо многумина да доаѓаат тамо, ќе дојдам јас една кај многумина, ќе бидам овде, ќе уживам во Струмица. Ќе биде тоа еднаш неделно. Јас ќе бидам овде, работилниците ќе бидат сега предстои подготовка. Значи јас сум овде во тие подготовки. Се уште е многу рано затоа што ни треба простор. Еве, ако некој има таков простор, го слушна и ова, сака да се работува, бујрум во телевизијава, нека остави, ние ќе бидам кај вас, кај мене. Значи, потребен ни е таков простор. Потребна ни е, јас сум тука сега за да се направат сите тие подготовки, кога ќе имаме точно што, каде, како, тогаш ќе кажеме, тогаш ќе објавиме, тогаш ќе поразговараме поконкретно за тоа и тогаш ќе бидат добродојдени сите оние кои сакаат да се одважат да работат на себе. Така, а ние ќе правиме почесто вакви емисии, вакви разговори. Стојам на располагање, ако тоа го бараат гледачите. Ќе го бараат сигурно. Теодора, јас ти благодарам за гостувањето во емисијава. И договорени сме, нели? Договорени. Се гледаме почесто. Благодарам уште еднаш. Одиме понатаму со емисијава.